Поцрн пример нема од повеќе од 500 од 1400 институции што воопшто немаат веб страница. Прво е битно како ние ќе дознаеме како ги трошат и зашто ги трошат нашите пари. Второ, граѓаните имаат право да учествуваат во донесувањето одлуки во институцијата. Како ќе знаеме да учествуваме ако немаме информација кои одлуки се носат, кога се носат, како се носат, што се подготвува и така натаму. И последно би кажал е за да бараме отчетност и одговорност од институциите, да вршиме притисок, па ако треба и да некој биде казнат. Не се сваќа дека транспарентноста е процес, дека транспарентноста е начин на работење. Некои институции го направија тоа еднократно, заборавија дека треба секоја година или како доаѓа нов документ да го освежуваат на веб страната. Да кажам пример, буџет се носи секоја година. Треба да го објават. План за јавни набавки, ако има ревизорски извештај, значи има документи кои што не може еднократно се ставаат постојано како се креираат. Она што како тренд сега го приметуваме е одговарање, меѓутоа извртување да не се даде информацијата што ја бараме. Некои институции одбираат да платат казна и никогаш да не ја дадат информацијата и институциите ми е жал ако почнат тоа да го користат. Ние да дојдеме до ситуација и после 2 жалби некој да не ни даде информација, тоа навистина е, јас би рекол, безобразие на крајот, не би употребил некој друг збор. Иако владата на неколку пати има донесено со заклучок одредени притисок, санкции, мерки, се уште не гледам санкција и од страна на корисниците, граѓаните, на народот, ако некоја институција нема веб страна или има лоша веб страна, па да зголеми притисок за тоа да се поправи.